името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри. Денес е рождани Бог. Еден од најубавите денови во литургиската година. Најубавите и најрадосните дни. Бидејќи овој ден е денот што Господ го создаде за ние, грешните, паднатите и несовршените членови на Светата Црква Божја, грешејќи им нанесуваме болка и рани на нашите ближни, и со тоа душата своја ја валкаме и таа копне да се стекне со првоначалната, првобитната, примордијалната чистота. И сето тоа враќање на душата своја во својата природна состојба е неможно без светата тајна исповед и покаяние, а исповедта и покаянието подразбираат да се побара прошка од браќата и сестрите на кои што сме им сгрешиле, и да им ја дадеме, кога тие од истите тие причини ќе ја побараат од нас. Овој ден, во таа смисла, е Богом даден ден за сеопшто измирување и взаемно проштевање. Нема греф кој што не може да биде простен. И денеска е најтешко, најмили мои, да се побара прошка, а да не се доби. И таа тежина не паѓа врз грбот на оној што ја бара, туку врз оној што не сака да ја даде. Моите родители кажуваа потресни слики од Стара Струга на овој ден. Кога струшките семејства, добро утврдени во верата Христова, се посетувале едни со други во вечерните часови од овој ден, за да се најдат во преградка Христова, измирени, очистени и преполни со радост духовна. Но некогаш непријателот на живот, паднатиот ангел, ги користи негативните особини наши, човечки, особено злопамтењето, омразата и гневот, кои што се темаат врз недостатокот на љубовта или врз целосно отсуство на љубовта, за да не ја отворат портата кога братот нивни доаѓа да се измири сон.
Kako тогаш да се постане? Со тие луѓе, кои што најпрво ја заклучиле вратата на собственото срце, а потоа и портата на својот дом, за добрите луѓе кои што го живеат светото покаяние во овој свет ден. Во неможност, кажуваше татко ми, да се влезе внатре и да се побара прошка и да се земе. Тие паѓале 3 метани пред влезните порти од домот на безумниот брат свој. Ја целивале портата како да го целиваат самиот домакин на тој дом. И си оделе дома, оставајќи му на Бога да ја даде последната оценка и последниот суд за тоа. Денеска е најголем грев да се заклучат портите. Само еден грев не може да се прости. Кулата на Светиот Дух, бидејќи немаме кому да прости. Како да се прости некому кој што веќе не постои? Тој некој, само одземајќи си го својот живот, ја доживеа и втората, така наречената екзистенцијална смрт, односно своето конечно, дефинитивно враќање од битие во небитие, од живот во смрт, од постоење во непостоење. Нема друг грев што не може да биде простен. И затоа портите на срцата наши да ги чуваме отворени за секој што ќе зачука на нас. И ние денеска се собравме водени од таа благородна, не просто идеја, туку потреба наша. Да се живее во покаяние е потреба на нашата човечка природа. Исто како што водата е потреба за нашата физичка природа, како што лебот е потреба за нашата човечка природа, бидејќи таа од нив ја прима храната за своето постоење. Така душата има потреба од покаяние, а покаянието води во радование, вели Свети Јован Златост, а не во песимизам, тага, очајание, депресија, во радование, браќи и сестри. И затоа треба не само во овој ден, во секој ден од литургиската година да го практикуваме светото и свештеното покаяние како можност да ја преобразиме нашата собствена личност, но и личноста на братот наш. Како треба да се постат великите пости, чија суштина е доброволната послушност кон Бога, и светото покаяние. Зашто од утре почнува празникот на Великиот пост. Ние кои што од деца го практикуваме Великденскиот пост и секој друг пост во годината, веќе имаме силна потреба да му се предадеме на постот. Нашите тела се
натрупани от мърсоти, от тежини прекумери. И треба да си го олесниме телото свое. Но постот е несведливна диета и целта на постењето не е слабењето, туку обесилувањето на страстите во нас. Сечилото на страста треба да се затапи, да се спасиме од прогонот на страстите, од ужасниот диктат на страстите во нашиот живот. Но како сето тоа треба да се изведе? Ни го кажува денешното евангелско читање, во кое што на прво место се става проштевањето за кое што досега зборувавме. И еве ги зборовите што Христос за тоа ни ги упатува. Ако на братот својнему ги простите гревовите, Бог нема да ги прости вашите. Ако на братот својму ги простите гревовите, и Бог ќе ги опрости вашите. Јасно, недвосмислено. Нема тука што да се додаде, што да се одзе. Потоа, кога постите, не постите лицемерно, не преправајте се, дека од пост многу сте се исцрпили, сте паднали, сте направиле од себе си невидени постни. А ништо од тоа вистински да не е. Место да се преправате, да глумите големи постници, Христос ти препорачува косите наши да ги намачкаме со еле, а лицата своји добро да ги измиеме. Та на нив да не остане ни трага од постот наш за очите на други. Бидејќи не постиме за другите, туку за Бога. Постот го постиме за Бога, а не за да други. Што ќе бидат и што ќе речат за нас. Бог е тој што ќе го оцени нашиот живот. И последниот совет. Постејќи, молејќи се и живејќи во покаяние, да собираме богатства, чија природа е духовна, а не материјална. Бидејќи духовните добра од нас собрани во текот на нашиот аскетски, подвижнички живот во Христа Господа, се неуништили, несмртни, ниту арјата ги јаде, ниту црвецот ги гризе. А тие богатства не ги ставаме во световните банки, туку во небесната банка, како што се изразува старецот Паисија Атонин. Оној кој што се труди да печали земни блага, игнорирајќи духовните, неговото срце е таму каде што е неговото богатство. Земја си и во земја ќе отидеш. И големиот германски, но трагичен философ Ниче за таквиот човек, самиот себе си се сметал за така. Ги кажал пак зборовите: тело сум и само тело. Оној пак
koji što se trudi da uspostavi ravnoteža, a fizičko to, da go stavi po funkcija na duhovno, sobira nesmrten život, sobirajući duhovni bogatstva. Na toj način toj sebe si se spasuva i spasuva ušte iljada okolo sebe si, kako što si izrazila Sveti Serafim Sarovski. Zato, a najmili moji, postać što od utego počnuvame, za nas pravoslavните hристияни je praznik, radost. Nije deneska si go čestitame, praznik od nagolemi od Velikdenski post. Koliko bi je pogrešno, namjesto da se raduvame, da se plašime. Lele, post oddoja se, što će pravime, što će ja. Takvi opi ne može posto da go izdrži, se razgleda. Brzo poto, ako se nekoliko dnike se otkaže od toga što je živonosno, vo njegovi od život. Ta što go spasuva, ta što go podiga, ta što go izdiga po vertikalata od nebozemnata listvica na duhovne vrednosti. Amin. Za mnogo godina. Neka mi je česti